Подпредседателе, почитувана јавност, почитувани колеги пратеници, господине Ковачевски, како што и очекував, схоластички, експертски, од друга дистанца, но знаете како се вели дека експертот обично детерминира по тоа дали има некоја одлука донесена во врска со тоа за кое што има експертиза. Вие имавте експертиза на буџет и тоа имате тоа како донесено одлуки поврзани со буџетот. Првата и основна одлука вие, господине Ковачевски, кога бевте вие лично премиер, во ова собрание се гласаше буџет со економски раст проекција од 3,2%, односно со 3,6%, се извинувам, а на оние што ви беа шоута стани седнете види цела сала, зборувавте дека имаме 3,2%. Кога вие не бевте експерт и можевте да одлучувате, бевте уште не започната годината некаде околу 94 милиони евра во утка. Толку околу првиот дел. Второ, водата која што вие ја предводевте и вашиот претходник имаше просечен раст од 1,1%, оваа вода сега има просек од 3,6%. 3,5 пати повеќе. Дали е малку или е многу е прашање за дискусија. Трето, она кое што е посериозно во врска со овој буџет, како поранешен претседател на СДСМ, ќе каже што мислите дека за буџетот, неспорно е тоа, но за било кој да има образ, почитуван Ковачевски. Прво треба да се извинат, господата Тенчетка седи до вас, Венко Филипче, кој што минатата година ова време ги манипулираа пензионерите дека парите за пензии се изедени. Имаше СДСМ пресконференции дека во декември минатата година никој нема да може да добие пензија. Дека нема пари ке крхира буџетот, дека плати ќе добиваат наместо зголемени како што добиваат денес, дека ќе добиваат намалени. Ширевте хистерија, ширевте страв. Не вие лично, но оние кои што седат пред вас, до вас, зад вас. Бидејќи јас почитувам кога некој ќе излезе дека експертски да разговара, кога 20 минути му се многу, бидејќи реално се задолжуваме за патишта и автопатишта, а не за ваучери во Охрид, бидејќи реално не викаме дека капитални инвестиции се 50 милиони евра што ќе ги даваме во ЕСМ за цената да плаќаат граѓаните поевтино, туку имаме реални капитални инвестиции, тоа е едно, но ширењето на страв, ширењето на хистерија од страна на опозицијата, очекував барем вие да се одмиете себе си и да им се извините на граѓаните на